Кратка реплика, само председателе, да не некој помисли дека ние сакаме да развлечеме дискусијата или нешто слично. Нашата интенција, цела енергија и време што беше посветена со консултирање на партиските тела органи, стручната јавност, професори, невладините организации беше во цел да се направи издржливо и квалитетно законско решение кое што ќе дефинира рамка во која ќе се одвива оваа дејност, односно ќе се превенираат проблеми наместо да ги решаваме и да генерира проблеми едно законско решение. Така да ако бил така концептот, тоа не значи дека тој концепт е идеален. Ваков пристап и во излагањето на представникот токму и се укажува дека овој амандман ги решава работите. Беше укажано во однос на градоначалниците, ние велиме Советот. Советот е мини парламент на локалната единица на локална самоуправа. Сега не сакам да земам време. Има серија на стратегии, пристапи, одлуки кои што една општина ги дефинира како ќе се развие и што ќе се развие. Можеби едноставно сметаат дека и да има резерви во нивната стратегија или во нивната дефиниран план за развој, сметаат дека таму треба се развива чист еколошки туризам или културен туризам или нешто слично, едноставно дека такви активности во таа насока се непотребни ниту во блиска, ниту во средна иднина. Укажа дека имало проблеми од аспект дека градоначалникот не сакал да искочи во престрес со негативни мислења. Советот на општината се репрезенти директно избрани од народот. Не може подобро да осликува волјата на граѓаните, волјата на оние што ги избрале представниците во Советот од самите представници во Советот. И тие би биле најмеродавни дали овој процес треба и каде ќе се движи и конечно токму така. Едно мислење не е оглашко. Нема ништо спорно, никаков проблем, доколку тој процес и на испитување, без оглед што понатаму концесијата треба да следи, се има согласност од самиот совет и советниците. Тоа или самата јавна расправа која што би траела ден, два или три. Не збориме за јавна расправа која ќе тече со месеци или недели. Збориме за неколку дена. Обременувањето на постапката од овој аспект технички, ако сакате да го пренесите, не би било повеќе од неколку дена во рамки на овие 60 дена што ги напоменавме. Така да не гледам причина дека ќе се наруши концептот на предлагачот на законот, напротив сам само дека ќе допринесе да имаме уште поквалитетно законско решение. Благодарам.